Според записите на Марко Цепенков, градот Битола своето име го добил по големопоседникот Тојо, кој имал своја тврдина во близината на денешното битолско село Буково. Во времето кога дошле турците да го освојат овој дел од Македонија, за да го повикаат на борба, големопоседникот Тојо народот викал Битолјо до Битолјо, со што според Марко Цепенков оттаму потекнува денешното име на градот Битола. Со доаѓањето на турците, Битола го добива името манастир. По Балканските војни од 1113 година Битола потпаѓа под српска окупација и повторно го добива името Битола. Легендата вели, Пелиштер бил некое убаво момче во кое се влюбиле две сестри. Мајка им гневна на нивната љубов ги избркала в планина и ги проколнала да бидат блиску една до друга, а сепак да не можат никогаш да се видат. Сестрите талкале низ планината и совладани од заморот и очајот, несудената љубов што поради суровата мајчина клетва се фрлиле на земјата и почнале да плачат. Од нивните солзи се создале две преубави сини езера, Пелиштерските очи. Шумата е преполна со чаеви, зачини, јагоди, боровинки, печурки, мед. Така е на Пелиштер. Луѓето се грижа за шумата, а таа се грижи за нив. Климата е мека, медитеранска, целата област се капе во сончево зеленило, а Егеот молчеш кум го шири својот морски здив преку планината.
Основен феномен на паркот представува моликата, реликт од терциерот и балкански ендемит, автохтон вид кој расте само на неколку планини на Балканскиот полуостров. Висинската амплитуда на распространувањето на моликата на Пелиштер е од 600 до над 2200 метри. Откога го создаде Господ небото и земјата, со се што има на нив и во нив, што гледаме и не гледаме, живо и умрено, и откога биде Господ сполајмоти, се што направи убаво, го направи, му се посака да направи и луѓе на земјава, да живеат и да го слават Него. За се што направи Господ на веков, беше определил по еден ден да работи за едно, друг ден за друго, трети ден за трето, четврти ден и така натаму. Та само еден ден определил и за луѓето да ги направи. Селото Крстаор се наоѓа на 5 километри од Битола во подножјето на Баба планина во близината на македонско-грчката граница. Во него има 40 семејства со 120 жители, кои тука постојано живеат. Крстаорчани екзистираат од земјоделство, сточарство и овоштарство, а дел работата и во фирмите во Битола, оти селото е блиску до градот. Освен манастирот Свети Христофор, ова село има уште еден манастир, Свети Ѓоргија, кој е 200 метри повисоко од Свети Христофор и кој е обновен пред 20 години. Манастирот порано бил светилиште на битолскиот еснав. Тие го поддржувале и доаѓале да се молат и храбрат во него за здравие, смирение и за напредок на своите дуќани и своите занаети. Селото Крстаор денеска е познато како село со 2 манастира и една црква. Така велат и селаните од селото, така велат и битолчани. Познато е дека Свети Илија е единствениот пророк кој на небото воскреснал жив. Тоа е еден од најзначајните светци во христијанството. Селото Драгош се наоѓа во Битолското поле на подножјето на Баба планина јужно од градот Битола во непосредна близина на државната граница со Грција. Околината на манастирот Свети Илија, кој будно стражари на селото Драгош, ќе ве плени со панорамската гледка кон Пелагонишката котлина и кон планината Баба со Пелиштер. За време на војната, 1112-1118 година, селата Магарево и Трново беа завземени од германците и бугарите, кои токму тука го има отворено и фронтот. Жителите на овие села беа како заложници интернирани во Бугарија, каде доста од нив изумреа и не се вратија.
Сите куќи од бомбардирањето беа урнати и запалени, а тие што останаа беа оплячкани. Останаа само црквите Свети Димитри и Свети Ѓоргија. Иконостасот на црквата Свети Димитри во село Магарево, според кажувањата, се наоѓа во црквата Света Богородица Битола. Лустерот се постави во офицерскиот дом во Скопје, а потоа беше донесен во офицерскиот дом во Битола, каде се уште се наоѓа. А камбаната на црквата Свети Димитри се наоѓа во селото Брусник, Битолско. Црквата Свети Ѓоргија се наоѓа на 100 метри позади црквата Свети Димитрија и незиниот влез наликува како портал кон некоја приказна надвор од денешницата. Во дворот исто така функционира фонтана која е уште од времето на Првата светска војна. Католичката црква Пресвето срце Исусово во Битола е формирана од лазаристите кои во 19-тиот век започнале со идеја за ширење католичка вера меѓу православното население во Отоманската империја. Основач на парохијата во градот бил Жан Жозеф Лепавек, кој во 1857 година го купил хотелот Локанда на Широксока. Со текот на времето, христијанскиот храм бил постојано обновуван и надоградуван. Денешната црква датира од 1909 година и истата е во неоготски стил. Новиот олтар бил изработен во 1975 година од ореово дрво, а се вели дека го изработил Ѓорги Караджов. Камбанаријата пак на црквата била изградена во периодот од 1938 до 1940 година. Во јули Битола на керамини се лепат жештини, облаците и небото се море немирно. Во јули Битола, во јули Битола, љуби ме, вдиши ме, љуби ме, издиши, љуби ме, вдиши ме, задржи стил. Љуби ме, вдиши ме, љуби ме, издиши, љуби ме, вдиши ме, задржи стил. Првиот конзулат во Битола е отворен во 1851 година од страна на тогашната Австро-Унгарска империја токму на Широк сокак. Подосна тоа е во сторат британците и французите, а потоа доаѓаат и конзулите од Русија, Италија, Србија, Бугарија и Романија. Одамна е европски и космополитски град, со европска архитектура, со бројни пајтони и над 500 клавири го дочека влезот во 20-тиот век. Тоа е нешто со што се пали Битола. Првите светилки на Широк сокак ја тргнале темницата од саат кулата до офицерскиот дом точно во 17 часот на 24 декември 1924 година.
Тогаш Сефте Корзо под светилки заеднички направиле и конзулите и граѓаните на Битола. Во тоа време на широк сокак биле сместени и представништва на бројни странски компании и бројни исто така познати угостителски објекти и културни установи. Сонот на битолчани, нивниот град повторно да стане конзулски, се оствари со осамостувањето на Македонија. Франција беше првата земја што отвори свој конзулат во самостојна Македонија, а понејато го стори и Турција, пошто следуваше отворањето на британскиот и рускиот конзулат. Денеска на широк сокак се наоѓаат најголемите продавници, ресторани, театарот со операта, галериите и многу други кафулиња и клубови. Тука се сретнуваат најстарите архитектонски дела и градби на Балканот, кои го красат градот уште од турското време. Типичните турски градски куќи и прекрасни вили не се реткост во овој дел на градот, а на самиот крај на широк сокак се влегува во простран цветен парк полн со дрвореди кој води до зоолошката градина и античкото наоѓалиште Хераклеја Линкестис. Во 1104 година пионерите во киното, браќата Милтон и Јанаки Манаки, купуваат парцела на широк сокак, каде што во 1905 година го наместиле и своето фотоателје. Нешто подоцна, токму тука на широк сокак го изградиле и своето кино. Според некои непотврдени научни сознанија, се смета дека Саат кулата е изградена во периодот на турското владење. Се раскажува дека за време на изградбата во материјалот за врзување на камените блокови биле употребени 60.000 јајца, собрани од селските домаќинства од Битолско. Со тоа градителите сметале дека ѕидовите ќе бидат многу почврсти. Изминативе векови ја оправдаа оваа нивна градителска мајсторија. До пред еден век во Битола возеле 40 пајтони, кои битолчани ги возеле за специјални пригоди. Во еден пајтон седеле зетот и невестата, а во друг чеизот од дифтици, батани, милина и рачно везени чаршафи за ручење. Парадирале широк сокак за да видат другите колку дарови со себе носи невестата во новиот дом. Но најмногу од сите, пајтоните ги употребувале мераклиите, кои откако ќе фрлеле по некоја чашка повеќе, ќе ги натоварале пајтоните со музичари и право под некое пенџере на пеење серенада. Објектите кои се наоѓаат во старото градско јадро се градени кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и содржат стилски елементи карактеристични за сите неостилови кои влегуваат како влијание преку Солун по пат на увоз на раздовидна керамопластична декорација, како и одвиена преку неимари кои таму работели и се школувале. Ако само пред неколку децении тргнеше од дрвен пазар до ат пазар, тесните камени сокаци ќе те доведеа до бројни чарши. Секоја од нив одзвонуваше со својот посебен звук, со својот посебен глас. Студенилото на каменот за мене тоа беше со топлите зборови на мајсторите мајтапчи и калфите досетливи, постари и помлади, совети и поуки. Секој камен од тие калдрмени улици и јадници пати во денот ги чувствуваат тугите чекори како вјасаат да откорнат поголемо парче од денот. Коњите кашкаа, камилите и дрвените коли натоварени со најубави стоки од Виена, Париж, Стамбул, далечниот исток со своето крсење го параа воздухот на богатата чаршија. Како еден од најзначајните занаетчики центри во Македонија и пошироко во текот на 19-тиот век во Битола постоеле и се развивале околу 140 занаети или професии. Сите тие лоцирани на 30 различни пазари во различни улички, групирани во посебни еснафи, организации со собствени управи и тела. Ат пазар, овчи пазар, житни пазар, мас пазар, туш пазар, пекмес пазар, дрвен пазар и уште многу други кои ќе ве пречекаат со расширени раце.
битолска чаршија со околу 600 дуќани беше дамарот на градот, каде се создаваше и каде се продаваше. Во неа се насетуваше животот на Битола. Затворањето на кепенците представуваше момент на привремено затајување и подготовка за утрешниот ден. И додека терзиите, срмаджиите, кундураджиите, опинчарите, каладжиите, златарите, кујунџите и другите заминуваа на заслужениот одмор, низ чаршијата се ширеше звукот на чалгиите, а мирот кој постепено завладуваше доцна во ноќта го нарушуваа фурнаджиите, анџиите, симитчиите и бурекчиите, кои со мирисот на свежо подготвените јадења го будеа новиот ден. Нов ден, а пак поинаков од претходниот. Едноставно кажано, уличното вежбање представува тренинг со сопствена тежина кој се изведува на отворено со користење на расположива инфраструктура во парковите, стадионите, детските игралишта, градилиштата, буквално на сите места и во сите улици. Во последните неколку години, движењето на уличниот тренинг стана многу популарно и значително се прошири благодарение на интернетот и социјалните мрежи. Again I'm feeling better than me, and it makes no sense, makes no right. Breaking your arm and smiling again, but it makes no sense, makes no right. Grabbing your nose and you spin up and down, and it makes no sense, makes no right. Left and right and you crush on your face, does it make any sense, make any right? So here comes the question, what's the rule? Rules made for you are meant to be broken. What's your voice about the rules? Rules are made, they're broken, strange, but it's true. Riding your board all day long, does it make any sense, make any right? Spinning the wheels like never before, does it make any sense, make any right? Grabbing your nose and you spin up and down, makes no sense, makes no right. Left and right, then you crush on your face, does it make any sense, makes any right? Here comes the question,
What's your rule? Rules made for you are meant to be broken. So what's your voice about the rules? Rules are made. They're broken, strange, but it's true. It's true. Falling again and feeling better than me, and it makes no sense, makes no right. Breaking your arm and smiling again, but it makes no sense, it makes no right. Ah, makes no sense, makes no right. Ah, makes no sense, makes no right. Makes no sense. Makes no right. Makes no right. На 22 јуни се одржа најмасовниот аеробик настан во Битола на отворено. На исполнетото ракометно игралиште во Битола, под водството на професионални зумба и аеробик тренери, низ забава и музика, активно учествува над 400 граѓани, а уште 3 пати повеќе беа меѓу гледачите на трибините. When they kick in your front door, Now you're the criminal. are you gonna run? Make your mind Will up. you stand in your fear or deliver with your gun? Yep, yep. When they kick in your front door, And you're surrounded. when they kick in your front door, And you're surrounded. are you gonna run? You can't Will surrender. you stand in your fear or deliver with your gun? Hell yeah. B-E-A-T. Скейт паркот е наменет за професионални скейтери и за рекреација со скейтборд, ролери и велосипеди. Елементите кои го сочинуваат скејт паркот се изведени според потребните стандарди за ваков тип објекти и барањата на скејтерите од Битола. It's my native language. Feel it. Can you feel it? The C, the 2, the C. Имам паднато на ролери. The artifacts, the artifacts, the artifacts. Same and the same. The artifacts, artifacts. Being pours over here, we back to work. Reintroduce it better yet, re-energize. Општината Битола издаде архитектонско-урбанистички основни проекти за изградба на скејт паркот, а Битолската млекарница инвестираше во неговата изградба. Сдруженијето на алтернативните спортови од Битола, кое брои околу 1000 членови од сите генерации, изрази огромно задоволство и благодарност за реализацијата на овој значаен проект. Paramount, smash mouth, acting out of character and while other rappers got murked. Artifacts black when rappers attack, the unusual collab back to back. What's fucking with that?
Промовирањето на музиката и на аматерските и на професионалните музичари секоја година се одржува Фете дела Мужик, познат и како Светски ден на музиката. Битола како историски франкофонски град го одбележува овој ден. 20 отворени сцени долж најмедитеранската улица на земјата Ширококак со настап на десетици музичари од сите музички жанрови го празнуваат истиот ден. Настаните се на отворен, по примерот на европските градови и големите центри. Најдолгото и најсодржајното културно лето во Република Македонија, Битфест, се организира во соработка со културните институции и граѓанските здруженија од општината, а под покровителство на градоначалникот на општината доктор Владимир Талевски. Секоја година има програма наменета за сите генерации, која предизвикува голем интерес кај домашната публика, но и кај големиот број гости од другите градови, како и меѓу нашите иселени во странство. Младежки културен центар Битола го организира меѓународниот младенски арт фестивал Битола Отворен град. Фестивалот е отворен за сите алтернативни уметности во изведба на млади луѓе. Во досегашните фестивалски изданија имаат учествувано уметници од Соединетите Американски држави, Франција, Германија, Словенија, Шведска, Данска, Финска, Шпанија, Јапонија, Албанија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина и многу македонски значајни алтернативни уметници. Nemoj da kradeš šta osjećaj od mene kad ti kažem sada najlepše želje su one koje želim kada noć sa tobom pada. Ostani, nemoj da kradeš šta osjećaj od mene kad ti kažem sada najlepše želje su one koje želim kada noć sa tobom pada. Менаџерите на кафулињата лоцирани на Широсокак во Битола во соработка со Горила продукција ја организираат културно-забавната манифестација Бела ноќ. Младите од градот и регионот има само една обвршка, а тоа е да носат бела облека, бидејќи тоа Широсокак се ќе биде во бело. Акто е регионален фестивал за современа уметност кој вклучува визуелни и издавачки уметности, музика и теорија на културата. Фестивалот се одржува на необични и несекојдневни локации, како поранешниот офицерски дом, поранешната фабрика Битола Текст, железничката станица и многу други запуштени објекти, каде преку уметничките изложби и инсталации се дава можност за афирмација на истите простори.
Асоцијацијата 615 е извор на идеи и креативност, место каде младите можат ефективно и ефикасно да го искористат нивното слободно време, да остават траги во нивното постоење и да придонесат нешто за развојот на општеството. Нивните цели ги остваруваат преку организирање на културно-уметнички настани на места каде што има минимални услови за тоа. Запуштени фабрики, подземни гаражи, рурални средини, места каде што не се случува ништо друго, а токму ова манифестација предонесува и за нивна афирмација. За 4 години постоење имаат осварено над 30 проекти, тренинг курсеви, младински размени, концерти, изложби, еконастани, каде активно учество имаат земено над 3000 млади луѓе. Конзулска Битола со низа манифестации организирани од локалната самоуправа го одбележува и 9 мај, Денот на Европа. Истиот се прославува во знак на победата над фашизмот во градот. На овој ден во 1950 година Роберт Шуман го презентираше предлогот за создавање на обединета Европа како опција за одржување на мирот со војните на разурнатиот и поделен континент. More fresh hip hop. Tupac or another B.I.G. The rawness. Let's go. It's more fresh hip hop. Tupac or Во 2007 година е создаден фестивалот Локумфест, музика и традиција како потсетник на традициите и славното минато. Фестивалот се одржува секоја година во склоп на најдолгото културно лето Битфест на Широсокак и старата Битолска чаша. Za tak bolesne nema potrebe. On je cele noći bio kraj tebe. I guraja tamo gde ne smije sada. Zašto bolesno na odrebe? Za tak bolesne nema potrebe. On je cele noći bio kraj tebe. Dirty tricks, them up on morality. Pandy news, see them fake celebrities. They got industries, talked about them and all them.